На скалата од 1 до 5, до каде сте со преговорите? Значи има сериозно придвижување на разговорите, работните групи ги прават состаноците, помошта секако е добре дојдена и се уште е водечка од страна на двете амбасади, тоа е амбасадата на Европската унија и амбасадата на Соединетите американски држави, секако помагаат и другите амбасади. Овде е господинот Питер Ван Хојте, кој што помага. Јас очекувам дека денеска, утре, дај Боже, овие денови конечно да заокружиме, постигнат договор согласно она кое што го очекува јавноста. Знаете дека начална согласност веќе има за изборното законодавство, за анкетната комисија, која што е секако врзивно ткиво со законот за влада, од кој што зависи имплементирање на датумот 20 октомври, согласно договорот јуни-јули или Пржинскиот договор. Очекувам овие денови да се постигне договор. Тоа секако зависи од сите страни партиципиенти на преговарачката маса. Она што можам да го потврдам, дека Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата остануваме комплетно флексибилни, конструктивни, посветени во функција на изнаоѓање на решенија за договорот од јуни-јули. Односно, за нас алтернатива не постои. Секако, како што викаат партиите, сите можности се отворени. Но пред се и над се, веруваме во договорот во Пржино, кој што навистина сите го подпишавме и само целосна и потполна реализација на тој договор е излезно решение за Република Македонија. Повелете? Заев, во врска со прашањето за министрите и замениците министри, дали има некакво придвижување и конкретно какво, а што се однесува до новите информации дека имаме смена на раководните позиции во УЈП и дека Судот за јавни обвинители денеска на седница ќе изгласа уште 5 обвинители предложени од КТЦ Јанева. Дали овие точки, овие прашања се дел од преговорите, дали ова е договорено на преговарачката маса и што уште? Знаете дека на преговорите се разговара пред се примарно за законот за влада, заради тоа што тоа е директно врзано со договорот од Пржино, односно исполнувањето на условот каде што социјалдемократите предлагаат министри, двајца и тројца заменици министри со право на вето. Тоа е примарниот аспект. Секако на маса е законот за заштита на приватноста или така наречениот закон за забрана на бомбите и законот за свиркачите или whistleblowers. Заедно се разгледуваат секако со законот за влада. Она е тоа за кое што разговараме. Секако независното јавно обвинителство, специјалното јавно обвинителство е надвор од темите на наши разговори и не сакаме воопшто да си дозволиме да имаме било какво влијание во имплементацијата на она што е договорено уште на 15 септември, колку што се сеќавам. Тогаш е донесен законот и избран е специјалниот јавен обвинител. Можам само да искористам приликата да афирмирам уште еднаш целосна реализација на законот за специјално јавно обвинителство и колку што е можно по создавање на услови за побрзо стартување со работа на специјалното јавно обвинителство.